Благодарам, почитувам подпредседателя на Собранието. Ке продолжам во стилот на вчерашната моја дискусија, тоа е дека партизираноста на институциите не носи никаков бенефит, туку само ги разградува институциите и не носи добро едноставно на граѓаните, затоа што сите знаеме и вчера кои беа точките на дневен ред, какви предлагавте кандидати, така и денеска продолжуваме со некои кандидати кои што за жал имаат многу лоша репутација во јавност. Лоша репутација која што не им е направена од опозицијата, туку репутација за која што се самите виновни и кои што треба да се ја носат со себе. За жал тоа владеачкото мнозинство не го гледа и повторно ни предлага некои кандидати овде на нас да гласаме, а што е за волја на вистината, ниту еден од владеачкото мнозинство, нити пак заменик министерот, не излезе да образложи нешто за кандидатите што ни ги предлага. Да видиме дали добро е вршеле својата функција, зборувам за Марко Бислимовски како кандидат за реизбор за председател или за овие новиве што ги предлагате. Значи, една тотална анемија во политичкиот живот создадена од страна Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои што се само гласачка машина овде на Демократската унија за интеграција и нивни слепи спроведувачи на нивните политики, односно бранење на криминалот. Партизацијата која што ја споменав на почетокот, најасно се гледа на примерот на Марко Бислимовски, председател досегашен на комисијата. Досега јавноста имаше можност да ги види сликите од него, како присуствува на некакви прослави во штабот на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, човекот слави нешто за што веројатно се смета за заслужен, се чувствува дека допринесол до некаков успех и на такви слики веќе излегува. И тоа јавноста го знае и го гледа. За жал, тоа е во спротивност со Законот за енергетика. И тоа на сите им е јасно, меѓутоа очигледно не им е јасно на владеачкото мнозинство, кои што немаат интерес да ги спроведуваат законите, туку имаат интерес да ги спроведуваат насоките од Ковачевски, односно од Бихачка. Понатаму, вториот член на комисијата, Андријана Нелкова Чучу, која што е вработена заедно со Бислимовски во 2002 година, економист по професија, многу важно и интересно е ова, затоа што ќе видите дека подоцна тоа што го предлагате врзано за овој кандидатот, ќе стигнеме до него, ќе видите дека има конфликт повторно има конфликт во законот. Исто така и ова Андријана Нелкова Чучук, и таа е позната по медиумите, исто така на некакви прослави, гледаме се весели уште од времето на Бранко Црвенковски. Значи една целосна партизација, долгогодишна на таа институција. Што повторно кажуваме спротивно на законот за енергетика. Андреј Тасев, зборуваа колегите и претходно, кој што веќе е член, меѓутоа мора да се знае дека човекот не ги исполнува условите за да биде член, затоа што исто таму се бара, нели, согласно законот, 15 години искуство, работно искуство, а човекот немал такво искуство, туку навел некакви во своето CV, навел некакви активности, односно должности, дека вршел како некој надворешен соработник во комуналец од Стар Дојран и комунална чистота од Богданци. Значи соработник, не бил вработен, некој надворешен соработник. Практично ова е поминато од страна на Социјалдемократскиот сојуз, го имаат изгласано без никаков поговор, односно приговор кон оние што го предлагале. Лирим Сулемани, членот, односно симпатизерот на ДУИ, по професија правник, меѓутоа е брат на председателот на Основниот граѓански суд, исто така кадар на ДУИ. Зборувам за председателот на Основниот граѓански суд во Скопје, тоа е еден од многутемина кои што председатели, кои што во правосудството ги смени Социјалдемократскиот сојуз веднаш после доаѓањето на власт. И тоа е еден од овие. И сега Мерита Дема ја предлагате повторно за член да биде на регулаторната комисија. Тоа е лице кое што точно е дека го предлагавте и минатата година и беше повлечена затоа што нејзината кандидатура, затоа што не ги исполнуваше условите. И оваа година исто така се кршат законските одредби, односно не се исполнети
законските услови, лицето нема 15 годишно работно искуство, односно има само 10 годишно работно искуство. Јас ја погледнав биографијата на Мерита Дема, немам некои сериозни забелешки затоа што тоа што е напишано во CV-то, навистина може би и за некој да значи дека е, па еве дури и за мене, да значи дека е потребно за да биде вработена во таа регулаторна комисија, завршила науки, секоја чест говори 6-7 странски јазици, ете и тоа е добро, не знам што ќе се тие странски јазици во регулаторната комисија, меѓутоа факт е дека господјата ги нема, односно господјицата ги нема потребните законски услови. Не знам како нешто ќе гласа овие колеги од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ, како нешто ќе гласаат што е противзаконски. Се повторува цело време во ова собрание, кршењето се повторува, кршењето на законите, кршењето на уставот и следењето на политичките насоки. И тоа е погубно. Понатаму за Фатон Хамбари, кој што исто така беше споменат од претходните колеги, кој што е предлог, исто така имаме едно кршење на законот, односно не се исполнети условите. Веќе во регулаторното тело, кој што треба да е независно, имаме член кој што е економист по професија. Законот, членот 17, ставот 2, кажува дека еден член на регулаторната комисија за енергетика е стручно лице за правни од областа на енергетиката, а еден член е стручно за лице за економски прашања од областа на енергетиката. Значи, само еден член. Зошто сега ќе имаме два члена? Каде е тоа предвидено? Значи, не е предвидено, не е во склад со законот, а вие насила ќе го терате овој негов избор. И веројатно ќе го изберете, како и се до сега. И секако тука, како најсимптоматичен и како лице кое што по ниеден основ не треба да биде изберено, а во делот повторно на партизацијата, кое што цело време ја зборуваме, тоа е Александар Чеботарев, кој што сам си напишал, дека бил член, односно директор, таму го раководел тој центар за партиски истражувања на Социјалдемократскиот сојуз, значи еден класичен партиски кадар, кој што го предлагате во независното регулаторно тело. Човек кој што во изминатиот период му бил советник и на Зоран Заев, на човекот кој што, јас и вчера зборував, човекот кој што ја подели историјата, односно Македонија се дели на Македонија пред Заев и Македонија после Заев. Ете, тој му бил советник на Заев и сега ќе биде член на регулаторното тело, на независното регулаторно тело. И како што спомна колешката Дафина Стојановска и почитуваниот Мирче Аџиовски, па има ли нешто по-страшно од ова да се гласа лице, односно да се предлага лице кое што е во директна корелација со министер во владата на Социјалдемократскиот сојуз? Значи, директна корелација, фамилиарна. За ова ќе мора да има реакција и од ДКСК и очекуваме, доколку ги следи овие дискусии, да реагира. За жал го предлагате Марко Бислимовски, човекот кој што и тоа како ги зголеми инвестиционите одржувања, односно средствата за инвестиционо одржување, а нема потреба, реално нема потреба, затоа што за надградба и превентивно одржување на деловодник, превентивно одржување на веб хостинг на веб страната, на евиденција на систем за терминали и така натаму, 3 портали одржување и така натаму, плаќа надворешни структури. А за сето тоа си има сектор за информатика во собственото регулаторно тело. Значи, тој раководи со тоа тело и мислам дека за тоа не треба воопшто да се одвојуваат некакви финансиски средства. Очигледно е дека тука се перат пари и очигледно е дека од тоа дебело профитира истиот тој председател на таа регулаторна комисија. Значи, воопшто нема потреба. И како што спомена и колегите претходно, мора да се спомене и ова со кафето, останува кафето да се плаќа, значи дневно 83 евра да се трошат за кафе, истиот овој председател, значи троши толку кафе, односно пари за репрезентација, додека гледате дека надвор од ова собрание луѓе патат за ленти за мерење на шеќер, патат за апарати за мерење на шеќер, најавуваат протести и така натаму. Станува збор за една бројка од 200.000 граѓани кои што се оставени на милост и на немилост на овој систем. Овој ќе има за кафе да пие по 5.000 денари дневно, а луѓето таму што навистина им треба и државата им должи, ќе немаат и ќе страдаат.
Навистина разочаран сум доколку овие луѓе ги изгласате и ве повикувам да не ги гласате.